На многу деца во животот им се случуваат лоши нешта. Ним им недостасува дом, грижа, сигурност, безбедност. Но најмногу од се им недостасува љубов и семејство кое се грижи за нив, средина во која ќе се чувствуваат сакани, сигурни и заштитени. СОС детско село им помага токму на овие деца што останале сами да имаат топол дом и да растат обкружени со љубов и чувство на припадност. Да имаат семејство кое ќе ги сака, место каде што тие ќе се чувствуваат сигурно и каде што ќе научат да веруваат повторно. И само тогаш децата без родителска грижа, кои ја загубиле довербата во луѓето, повторно ќе научат да веруваат и ќе порастат во самостојни и независни личности. Ниту едно дете не треба да расте само. Баш така, ниту едно дете не треба да расте само. СОС детско село членка на меѓународната невладина организација, чија што мисија и понатаму да се грижи за децата без родителска грижа. За почеток ќе дадеме еден преглед всушност и на ова видео и рефлексија на последниот настан. Едно семејство, кое е значењето позади тоа? Ќе говориме, како што кажавме, и за други нивни каузи за кои што и работат кампањски во текот на годината со нашата почитувана, велам, за прв пат можеби во оваа комбинација Јулијана Накова Гапо, национален директор на СОС детско село. Добро утро. Вака официјално, сега во една понеформална прилика, меѓутоа да ти благодарам што во овие најутрински часови успеа да пристигнеш во утринската на Телма и како што кажав да дадеме рефлексија, бидејќи беше прилично сензитивна целата таа убава организирана манифестација која што имавте со не само индивидуалните филантропи, ваши помагатели кои што се некако неизбежни или неопходни за зачувување на вашите каузи. Сега јас ќе те прашам, која е твојата рефлексија веќе по поминатото издание на настанот Едно семејство? Па чувството е убаво дека кога гледаш дека она што го работиме се повеќе луѓе го поддржуваат. Го препознаваат. Да, и го препознаваат, бидејќи секоја година имаме се повеќе пријатели, донатори, соработници, медиуми, еве благодарение на телевизија Телма исто така може да се слушне нашиот глас. Така да идејата за тоа едно семејство некако си дојде сама по себе, по природен пат. Не тенденциозно, не наметливо што се вели. Па да, после 20 години работа како организација, нели па и како професионалец, како индивидуалец, секако дека секој од нас во своето работење запознава многу луѓе, така и вашата работа зависи од вашето обкружување, така. Нашата работа бидејќи е многу специфична, нели знаете дека работиме со деца без родители и родителска грижа. Делуваме на полето на социјална превенција, значи работиме со биолошки семејства кои што се во социјални ризици, каде што децата се во ризик да ги изгубат родителите. Исто така и со млади без родители, млади во социјални ризици и други некои компоненти кои што се поврзани повеќе со промена на правната регулатива во интерес на целата група, значи именување на закони, подзаконски акти, односно наше учество за унапредување на истите, како и јакнење на капацитети на, да речеме, на нашите соработници и институции. Да, прилично интересна сложувалка која што создава еден мозаик, како што велиш, од неколку комплементарни сили кои што создаваат. Па да, и покрај тоа што ние како организација и нашите вработени, за кои што гарантирам дека имаме еден од најпосветените работени, не би можеле тоа да го направиме сами. И соработуваме со многу институции, општини, партнери, компании, донатори, индивидуални лица кои што се наши посветени донатори и така постепено кога после веќе 10 години, односно пред 10 години, 8, 7 години, постојано имавме луѓе или партнери околу нас кои што во континуитет не поддржуваат, се повеќе ја запознаваат нашата приказна и некако стана ете како дел од нашето семејство и така го започнавме пред години тој традиционален годишен настан Едно семејство кој што го користиме да се потсетиме зошто постоиме како организација, што работиме, на кого му помагаме, да се потсетиме на
на потребите на најранливите, но исто така таа прилика ја користиме и да се заблагодариме всушност на компаниите, на донаторите, на медиумите, на индивидуалците, на сите оние кои што веруваат во мисијата на СД детско село и кои што веруваат дека со тоа што ќе ни помогнат нас, ќе направат и тие промена и дека со тоа всушност помагаат нашето влијание да биде поголемо, да помогнеме на што повеќе деца во заедницата. Еве, во моментот ги гледаме тие илустрации и оттаму сега ќе те прашам, бидејќи токму на овој годишен настан кој што го имате, ја укажавте нели вашата неопходност, потреба и меѓутоа и пред се благодарност не само до индивидуалните филантропи и донатори, туку и значењето на корпоративните донатори, нели, за да се одржи самата организација. Претпоставам дека се клучен фактор можеби за целата ваша можеби годишна кампања календарски која што имате на СД детско село. Па бизнис секторот секако е многу важен, бидејќи тие имаат своја општествена одговорност и превземаат доста акции за да помогнат на одредена целна група или во својата заедница. Така да глобално, да кажам, гледаме што се случува, многу се несигурни времињата. Кревки, несигурни, баш така. Да, многу семејства имаат своји собствени предизвици, а донаторите, институционални или странските донатори, кои што, да речам, најчесто и поддржуваат вакви големи организации, го менуваат својот фокус. Тоа значи дека и ние, како СОС детско село и други невладини, она што не очекува како предизвик е да се обезбедиме собствената самоодржливост. Бидејќи тие ни велат, ако сте вие битни во вашата држава, ако сте потребни, ќе бидете малку и понезависни, веројатно. Да, треба да бидете понезависни и треба да си најдете начин како да обстоите. Компаниите се тие кои што навистина многу ни помагаат. Како што кажав, со некои имаме веќе долгогодишна соработка, бидејќи тие од друга страна пак пазарот кај нас е многу мал, нели? Има ограничени и обично и тие се тие компании, нели? Кои што станува, да речеме, нели, постојано во листата, да речеме, на така е, а има многу потреби и многу невладини организации, така да во тој дел всушност земајќи го предвид ова што го кажав, дека мораме и ние да бидеме иновативни, да најдеме начин како да ја одржиме нашава работа, постојано мораме да смислуваме некои нови идеи, проекти, кампањи, решенија, значи малку да размислуваме покорпоративно. Да, како што кажавте, и бизнис секторот се вклучи преку својата иновација или нели работата, односно онаму каде што се добри во самата заедница на работењето, да се вклучат. И тоа можам да го забележам од самиот приказ на едно семејство, дека календарски секој месец вие со некои од овие големи донатори, да речеме, нели, компании кои што ве поддржуваат, имате заедна баш почити иновација, креација, како ќе биде всушност филантропски ќе се побрзате и ќе може да додираат, да речеме, онаму каде што е потребно. Па да, со компаниите токму во тие делови најмногу се поврзавме, бидејќи нашиот тим и нивните тимови од маркетинг или од HR, зависи нели кој во компанија одговора, заедно често работат на одредени кампањи. И секогаш се трудиме да смислиме нешто интересно, каде што ќе бидат ангажирани вработените на самата компанија, каде што ќе има поголем импакт, ќе стигне пораката до пошироката јавност. И тоа е предизвик постојано да смислиш нешто ново, нешто креативно, да бидат мотивирани нели самите компании, меѓутоа ние сме одговорен партнер, доверлив, транспарентен партнер и колку повеќе компаниите не запознаваат, толку повеќе сакаат да соработуваат со нас, не посетуваат, сакаат активности со деца, сакаат заедно нели да организираме спортски настани, трки, имавме нели иновативни кампањи со некои донатори. Да, всушност платформи или да речеме сектори кои што обединуваат, како што е читање, спорт, книжевен свет, како што кажавме, храна или било што, нешто баш што обединува и
ги издружува Да, силите. дури и некои пристапи кои што во нашава држава до сега, например, еве и не биле направени, како заокружи сметка и донеме. Што беше на крајот од годината, каде што всушност нашите дами и господа кои што работат зад касата во маркетите, успеа нели на крајот од секој нели клиент кој што ќе го имаат кога ќе наплати за својата нели храна и така натаму да кажат може да донирате нели дополнително за децата од ДСЗ-ско село и слично. Во јануар со ракометната федерација. Тоа беше еден од моите најбави спортски феномени. Сите звезди за СС-детско село, всушност како што некаде и во светот. Баш како што ги донираат средствата од билетите, каде што ги имавме нели ветераните нели од спортот. Сега често мене ми е едно од најбавите приказни каде што споделив нели на самиот настан и тебе лично е кога ќе го препознаат нели вашиот труд, па и нели самата кауза како што кажав. И една од можеби за мене најбавите кампањи кои што ги имате нели ги спроведувате веќе во континентот, подај рака промени живот, стани згрижувач. Солзи ми навират се уште на очи на некои од приказните и сега статистички не би влегувал многу ако сакаш ке споделиш драга Јулијана, меѓутоа како може еве денеска оние кои што случајно ќе пуштат филм телевизија да станат згрижувач. И многу интересно дека во помали заедници, помали градови луѓе повеќе ги отвораат своите домови. Интересна беше таа статистика која што ја споделија СС-детско село. Па да, изминатата година направивме кампањи низ 22 града низ Македонија со цел всушност да доближување можеби на Па да го доближиме тоа поблиску до граѓаните за тоа што значи да се стане згрижувач, како може да се стане згрижувач, значи секој лице до 62 години може да стане згрижувач, кој што има средно образование, кој што не е осудувано, кој што нели има желба за работа со деца. Околу информациите препорачувам граѓаните да проверат на згрижување.мк или сега има и нова страница од Министерството згрижување.gov.mk. Таму може да се најдат сите информации, значи постапката е многу лесна, треба да пројават интерес. Понатаму ќе поминат една обука, всушност, за околу згрижувањето. Тоа беше, да не сгрешам, обука за родителство или тоа сосема друго беше? Не, тоа е друга, да. СС-детско село спроведува една обука која што се вика Pride и која што наменета точно за згрижување, преку која што всушност се запознавате многу подетално за згрижувањето, со предизвиците, учите какви компетенции треба да имате, низ какви фази се поминува едно дете во фазата на згрижување. Предуслов да речеме доколку сакаме да станеме згрижувачи. Да, точно, и тоа ќе ви помогне да донесете вие информирана одлука дали вие сакате да влезете во тоа. Значи има еден процес на подготовка, бидејќи тоа е навистина многу одговорна работа и не е одлука која што се носи во 24 часа или за неколку дена. Во афектна состојба сакам да згрижам сега. Значи тоа е процес кој што трае неколку месеци и од кога ќе се заврши тој процес понатаму преку центрите за социјална работа всушност на државата се прави таа официјална регистрација и така натаму и продолжува процесот на згрижување на дете, зашто згрижувачите имаат право и на одреден надоместок и некои други бенефиции со кои што дополнително нели може да се запознаат. Ако во моментот не гледаат и веќе имаат таа потреба дека сакаат да направат една ваква хумана мисија, освен што ќе го посетат сајтот и ќе ги исполнат овие предуслови, кои други, како беа категориите? 4 категории на згрижување, ако не се лажам. Интервентни, ако не се лажам, така беше? Родител... Општи згрижувачки семејства, интервентни, специализирани и привремени. Тоа ги има исто така објаснето на самиот сајт. Може и на 075 277 477, исто така тоа е број за контакт, за поддршка, каде што можат да добијат повеќе информации, да се запознаат, да прашаат околу тоа која разлика меѓу згрижување и посвојување, бидејќи тоа многу често исто така ги интересира граѓаните. Меѓутоа, најдобрата форма на грижа за секое дете е семејство. Секој дете е семејство. И затоа ние како заедница и како држава треба сите заедно да се обидиме, еве и со ваша поддршка, да мотивираме што повеќе граѓани и семејства да станат згрижувачи, за да можат овие деца да раснат во една здрава
и сигурна средина. Како што го погледнавме видеото на почитуваниот Боге или првото дете згрижено десе детско село пред 20 на години. Во последниве 30 секунди, една минута што останува, би сакал само да споменеме и за индивидуалното или генерално донирањето кое што е отворено за секој некој што може месечно да си направи донација во СС детско село. За тоа ќе ги повикам еве граѓаните или оние кои што не поддржуваат на sos.org.mk, може многу лесно да се донира. Информации има и на нашата Facebook страница и дека со секоја донација што ќе ја дадете, дали се тоа 100, 200, 500 динари, донирате на вистинско место, ќе ни помогнете да промениме уште нечи живот, и заедно нели да помогнеме на уште повеќе деца. Тоа би била мојата порака, вака рано. Наутро и како што кажав, ова е наша можеби утринска тема или ударен термин кога во голем дел од граѓаните од Македонија се уште или се во своите домови, па затоа споменав мора да имаме утринската тема со вас. Јулијана, уште еднаш голема чест беше да те имам во утринското шоу. Фала Марко на покана. Се гледаме, календарски ги имате нели и овие кампањи кои што ќе ги спроведете благодарение како што кажавме и на бизнис секторот кој што влегува во таа хумана мисија. Ова не е, ова е само почеток, нели, ќе кажам со вас на СС детско село и утринската телма, да ги споделиме и секогаш да потсетиме на како да станеме згрижувачи и како да донираме, што е многу важна алка.